Добар ден! Понеделник, старт на уште една нова работна недела, што значи дека уште една нова работна недела со Студио 1. Студио 1 од 14 до 23 часот со мене Владко Чаловски и мојата колешка Јана Јосифовска. Така е, добар ден и од мене. Секако, она што следува генералната најава, што се ќе содржи ова отворено маратонско Студио 1. Стартуваме, како и секогаш, она што е пракса, со најинтересните парчиња од разговорите, односно гостите во викендот кој што беа во Дневникот. Секако потоа ќе го имаме и колегата Славчо Поповски, кој што ќе не информира за овие временски прилики, богами и неприлики, со дождот, секако има некои најави за снежни врнежи на планините, меѓутоа Славчо ги има деталите во овој однос. 14 часот и 30 минути, вестите на 1 ТВ со колешката Елена Џугуманова и најновите информации од земјава и светот. Повторно со мене и со колегата Чаловски се гледате во 15 часот и 20 минути. Ке разговараме, односно ке третираме повторно една вечно кај нас, може да се каже, бар за сега актуелна тема, односно легализација на канабисот и каде е Македонија, досега споредено со прогресот со останатите земји во светот. Гостин ке ни биде активистот Јанаки Митровски. 15 часот и 40 минути време, стандардно резервирано за анализа на вестите од регионот и светот со колегата Дијан Андоновиќ. Во 17 часот повторно се враќаме во отвореното Студио 1, ке имаме една интересна тема за дебата, а тоа е каква е моменталната состојба со македонските железници. Може би малку подзаборавена област, има што да се зборува. Поводот е еден документарен филм кој што го направија новинарите на Скуп, односно конкретно новинарот Горан Левков, кој што ќе ни биде гостин и секако заедно со Шабан Зендели, директорот на Македонски железници Транспорт. Веќе од 17 часот и 30 минути стартува забавниот дел возење со Вучиќ. 18 часот и 15 минути се нашите ексклузивци Стефан и Нина, секогаш со богати, интересни содржини. 18 часот и 50 минути Сергеј Варушлија и неговото модно студио. Вечерниот дел, односно палката ја превзема Сашо Ордановски. Во 19 часот и 20 минути започнува студиото со главната тема реформите низ изборната призма. Ордановски на оваа тема ќе разговара со Александар Цветковски. 20 часот централниот дневник на 1 ТВ, секако колегата Саша Ордановски и Александар ќе ве водат низ најновите информации, но и гостин ќе биде Денис Селмани. 21 часот авторската емисија Лица и Јанета Кочишки. Разговор со Примислав Димовски, шефот на единицата Алфи. Веќе во 22 часот студиото 1 продолжува со колегата Ордановски и темата што се случува во соседна Албанија околу оние протести одржани викендов, ќе разговара со Махи Несими. Веќе во нешто пред 23 часот со вестите се заокружува ова отворено маратонско студио. Јана, освен денес што ќе биде маратонско студио и како што напоменавме на самиот почеток, нели, цела недела не очекува едно ваква богата содржина, нели? Да, па како и секогаш, нели, се обидуваме на различни начини, со различни теми, различни гости, да ги обработиме и што поблиско да им ги приближиме оние главни аспекти на гледачите и секако се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание во овој врнежлив ден, во вистинската фреквенција. Особено што сите авторски емисии се тематски барем поделени, така што за сите има по нешто, нели, цела недела. Така. А како што Јана рече, што е поубаво тоа на вако врнежлив ден, да ја гледате 1 ТВ од 14 до 23 часот отворено студио. Гостин во Централниот дневник во петокот кај Јадранка Костова беше Ване Цветанов од Зелена лупа. Ване Цветанов зборуваше за тоа дека нема да биде изненаден доколку се уште актуелниот председател, односно председателот во заминување Ѓорѓе Иванов, се одлучи на аболиција на осудените од 27 април. Тој вели ако Иванов повторно ги погази законите и уставот, ќе се соочи со гневот на граѓаните. Да погледнеме дел. Имено има информација дека дел од оние кои беа осудени за крвавите настани во собранието
се обратиле до кабинетот на председателот со такво едно барање и ние со денови сите даваат, искажуваат ставови, коментари, идат соопштенија, изјави, но имаме молк баш од она адреса каде што се доставени овие барања. Па тоа е типично за таа адреса, односно за кабинетот на Ѓорги Иванов. И нашите информации се исти дека се поднесени барања за амнестија или аболиција од страна на осомничените обвинетите и нема да бидеме изненадени да се повтори истата глупост која што ја направи Ѓорги Иванов со амнестијата за сите осомничени од специјалното јавно обвинителство, што ја предизвика и шарената револуција всушност. Инаку денеска е денот на кога почнала шарената револуција. Точно така, па да не се поклопи и сега да дојде до некаква аболиција, па да има нова. Вообичаено за кујната на Иванов и луѓето околу него, тие работите ги завршуваат до крај, па во последен момент ги објавуваат. Ги држат во тајност до последна секунда. Значи нема да ви изненади доколку се случи тоа? Јас нема да бидам изненаден, бидејќи не можам да очекувам ништо повеќе од човек без собствен став. Председател кој што беше за жал 2 мандата председател на една политичка партија, на една структура на луѓе, председател кој што е управуван од Будимпешта, председател кој што слуша партиски наредби, за жал председател дури и да сакаше да прати порака на помирување со таа амнестија што ја предизвика шарената револуција, да не заборавиме, имавме режим, имавме луѓе кои што беа осудувани без докази и така натаму, тој сите меѓуредови ги прогласи за криминалци, туку ги направи светци и професионалци луѓето кои што веќе во постапките на СЈО се докажува дека извршиле сериозни кривични дела и дека биле навистина злосторничко здружување кое што и го загрози уставниот поредок на државата и направи сериозни штети. Значи, дури ни експертските анализи дека таква можност нема, особено за вакви кривични дела, не верувате дека може да допре до Иванов. Вашата реакција како Зелена лупа беше дека имате информација дека и Митко Чавков поднел такво барање, бидејќи вие реагирате конкретно за Чавков. Точно така. Ама велите дека има конфликт на интереси. Каков конфликт? Конфликт на интереси, бидејќи ако некој финансирал нечија изборна кампања, утре не може да биде предмет на негово одлучување. Чавков ја има еден од информација дека Чавков како физичко лице е еден од финансиерите точно на кампањата на Ѓорги Иванов. Ама имате конкретен доказ или имате информација? Па не би напишале доколку немаме некаков доказ. Така. И тоа ние ги повикавме надлежните органи да го преиспитаат тој момент, особено за Митко Чавков, а инаку морам да напоменам доколку се случи таква глупост да посегне Ѓорги Иванов уште еднаш да ги погази законите и уставот на државата и да се осуди на таков чекор, ќе се соочи со гневот на граѓаните, особено со гневот на оние кои што се чувствуваат жртви на правосудниот систем од времето на режимот, луѓе кои што беа малтретирани, апсени, затварани, луѓе кои што до ден денес гнијат невини во затвори, како жртви од едни процеси без докази. Ама еве и 2 години откако е скоро променета власта, тие процеси исто немаат некој позитивен, да речам, тренд во врска позитивен, оно што вие го очекувате. Вака, Сдружение Зелена лупа во соработка со Комитетот за заштита на правата изврши одредени своји чекори и действија во делот пронаоѓање заедничко решение со владата. Владата е расположена да помогне, но таа извршна власт. Ние да не забораваме дека нашите проблеми беа монтирани од страна на извршната власт, од страната на МВР, но беа процесуирани во судската власт, која што е независна. Добро, вие сте упорни и не се откажувате од тоа. Ние сме упорни и чекаме, но бараме нормален институционален начин преку кој би ги канализирале сите процеси за да се дојде до правда. Не со амнестија. Ние, нашата девиза била и останува, не бараме милост, бараме правда.
Викендов во Дневникот гостуваше и првиот човек на Фондот за иновации Јован Деспотовски. Истакна, меѓу другото, неколку поенти во однос до каде се движи земјава на иновацијски план. Многу амбициозно најави дека наскоро во Македонија ќе сме ги виделе и првите иновацијски милионери, како што ги нарече. Меѓу другото, истакна дека Македонија не е изолиран остров, туку дека е дел и дека ги следи глобалните трендови во однос на иновациите и дека се надава на еден дека подолг рок ќе има и тоа како позитивни ефекти овој иновацијски дел врз економијата. Слушаме и дел од овој разговор во продолжение. Што сакате да кажете со ова дека во многу скоро време во Македонија ќе ги видиме првите милионери и иноватори? Две пораки главни. Првата порака е дека Македонија веќе не е изолиран остров. Македонија е дел од глобалните трендови. Развиените светски економии вложуваат во иновации, вложуваат многу средства во иновации и технолошки напредните нации веќе имаат одредено искуство 25-30 години вложувајќи во овие програми. И она што можам сега да го кажам, од она што го имаме веќе како едно сериозно портфолио на проекти, ние во моментот некаде реализираме околу скоро 40 милиони евра проекти кои што се финансирани во 23 милиони евра се средства кои што веќе ги вложува владата и Светската банка во тие проекти, 17 милиони, односно околу 17 средства кои што компаниите сами ги вложуваат во иновации. Тоа значи дека очекувам дека економијата веќе ќе ги види првите ефекти од тоа и реално не само економијата, туку и граѓаните. Тоа ми беше прашањето, колку граѓаните ќе имаат бенефит од овие проекти? Ќе ви дам конкретен одговор. На проектите што ги финансиравме од првиот јавен повик од планот за економски раст минатата година, 2018 година, некаде околу 135 компании за кои што подпишавме од наша страна 16,5 милиони евра, предвидено е отварање од ангажирање на некаде, односно веќе се ангажирани или се во фаза на ангажман. Некаде околу 800 лица со просечна плата од 40.000 денари, кој што е 70% над националниот просек. Така што веќе тие луѓе веќе ги чувствуваат ефектите, меѓутоа ќе се вратам чекор назад. Ние веќе правиме анализи, многу брзо ќе ги презентираме на ефектите од вложувањата, не од аспект на милионерите, за милионерите ќе се вратам, меѓутоа од аспект на тоа колку тие компании веќе го интензивираат своето работење. Не е мала бројка, зборуваме за веќе 235 компании кои што директно се влезени во вакви инвестицијски циклуси и веќе ги реализираат проектите. Околу милионерите, клучната работа на што споменав, Македонија не е исклучок веќе од глобалните трендови. Глобалните трендови зборуваат дека вложувањето во идеи, во човечки капацитет и потенцијал и креативност на среден рок носи големи резултати. Така што кај нас од 235 компании сега, јас очекувам дека со новиот повик кој што во тек имаме, сигурно ќе барем 100 и повеќе нови, дека во наредните година 2-3 од идеите што веќе ги гледам и што се во фаза на реализација, реално имаме потенцијал да видиме први стартап милионери во нашата држава. Тоа не е само моје уверување лично. Еве имавме пред некаде 2 или 3 недели имавме посета од страна на група на израелски инвестицијски фондови кои што организиравме заедно со амбасадата на државата Израел во Македонија. Десетина фондови кои што избра некаде 30 од овие 235 компании кои што ги финансираме. Првични разговори, не трае повеќе од еден ден. Првичниот впечаток нивен е дека имаме навистина добар потенцијал и ќе се вратат повторно. И сега ако ќе се вратат повторно, веќе зборуваме за износи кои што не се занемарливи. Во светски рамки износите кои што се вложуваат во стартап компаниите, веќе дам еден пример од државата Израел. Државата Израел вложува наназад во вакви програми 20 на 25 години, многу пари. Затоа се едно од трите, односно 5 технолошки најнапредни нации во светот. Пред неколку години имаат продадено една стартап компанија во Соединетите Американски држави за 5 или 6 милиарди, значи не милиони, милиарди евра, што како што кажав, нуди уверување дека доколку ние сме дел, односно фатиме приклучок со тие глобални трендови, дека нема причина зашто да не веруваме, дека и Македонија ќе може да ги види, може да не. И може да се искористат израелските секако, апсолутно. Веќе ги користиме и ги имплементираме кај нас.
Уште една тема која што се работеше овде во Централниот дневник беше и председателската кампања на тројцата кандидати. Всушност, Јана, ти си до мен. Што е она што главно како порака доаѓа од сите кандидати? Политичка порака, каква порака, нели? Најчесто не преовладуваат тие политички пораки, а потоа на социјала, на заедништво. Апсолутно, и сметам дека тоа е многу погрешно, бар според мене. Оно што се случи вчера и таа дебата, всушност што организираше О2 е тој тригер момент, бидејќи сите во своите програми имаат политички, национални некако моменти и аспекти, а се заборава она што мака мачиме од загадување до заштита на животна средина. Токму, тие не се спорни, таквите политички пораки секако треба да ги има и за национална сплотеност, за социјала, све. Меѓутоа, она што се заборава е животната средина, ако се земе предвид дека Македонија се бори со една голема загаденост веќе со години наназад и е многу важно во тие платформи политичарите, оние кои што секојдневно ги гледаме на телевизија, да бидат првите кои што не само декларативно, туку ќе се залагаат за подобар живот кога е во прашање, ако ништо друго, воздухот и животната средина. А на таа тема во дневникот беше гостинка Невена Ѓоргиевска од Сдруженијето О2. Да слушнеме. Проблемите со загадувањето кои го имаме не познават никаква разлика и не смее да има никаква разлика во однос на тоа кој од каква партија, бидејќи тоа што не загрозува и тоа што е најголем проблем кај нас и болестите што се јавуваат од ова загадување не бираат ни партија, ни пол, ни човек. Најлошо е што најзагрозени се децата. И тука не можеш да останеш во новаа тема. Поготово кога ќе слушнеш какви податоци имам. Имаме податоци за околу 3200 починати само од загадувањето. Потоа имаме загадување на почвата која се уште не се гледа, меѓутоа во понатамошните испитувања ќе се покаже колку е загадена, докаде е стигнато и колку тоа влијало врз нашето здравје. Имаме значи стравични податоци, некако и ние кога ќе почнеме да истражуваме се повеќе и повеќе се плашиме од тоа што го наоѓаме. Има студии, меѓутоа некако јавноста не е толку запознаена. Стојат во некои фиоки, иако треба се преземат работи уште од 2007-2005 стојат во фиоки и никој ништо не презема за тие работи. Тоа го предочивме во презентациите што беа на почеток, првиот половина час. Некои од кандидатите изјавија дека првпат слушаат за овие податоци. Беа и самите запрепастени од кои димензии е овој проблем. Тоа покажува и колкав бил нивниот интерес за оваа тема до сега. Па не само интересот, мислам дека овие теми некако се држат до ние еколошки здруженија, меѓутоа и во медиумите загадувањето е она кога е најактуелно, тогаш се пласира, потоа некако се забораваат во овие теми. Доаѓа пролет и некои други теми се поинтересни, морам да кажам дека секогаш политиката и некои други прашања имаат прединство над овие теми. Иако нас ова ни е едно најголем проблем, да речам, во моментот со кој би се соочувала нашата држава. И конкретно и во пристапните договори на ова поле ќе треба многу да се работи. Ги споменавте на почетокот ингеренциите на председателот. Какви ингеренции има, што може да преземе еден председател во однос на зачувањето на животната средина, со оглед на фактот дека е многу поопсежно прашање од само загадениот воздух. Зборуваме нели за резултатите кои покажа големи количини железо во крвта и загадувањето и во водата и во почвата, како што веќе споменавте. Што може да направи председателот? Тешки метали беа најдени и кај животните, во природа и кај луѓето, колку можеме да замислиме, така беше споредбено кажано. Значи, председателот треба да ги штити темелните вредности на кои почива Уставот, а меѓу нив секако и правото на здрав живот. Правото на секој човек што треба да го има на чист воздух, на здрав живот и на здрава животна средина. Она што нас ни е во моментот многу загрозено. Председателот е председател на државата е и председател на Советот за безбедност, како што кажа, треба да предложи тројца кандидати во тој совет. Исто така
членови на тој совет. Меѓутоа може да бидат повикани и други стручњаци. Значи тој го води тој совет, тука може да се наметне за дискусија. Сите се сложија дека еден од тие треба да биде баш од оваа област. Исто така со обраќање во парламентот може да го наметне ова прашање како многу посериозно. Врховен командант на вооружените сили имаше прашања дали би ги вклучиле тука армијата во конкретно во некои алармантни ситуации. Мислам дека сите тројца кандидати одговорија да. Исто така може да подпишуваат или да не подпишат, да го разгледаат и да дадат забелешки на законите. Значи има многу закони што влијаат врз тоа до која ситуација доаѓаме. Така да има и текако многу ингеренции со самото тоа што како институција ова прашање ќе биде наметнато и од него ќе доста може да придонесе да се помернат работите кон подобро. Така, армијата и досега можевме да ја видиме на терен во оние, можам да кажам, кризни состојби како поплави и пожари. Меѓутоа, професорката Гордана Силјановска-Давкова изнесе уште една теза, тоа е дека треба да се наметне вонредна состојба. Каков е вашиот став за ова? Дали за ова треба да се наметне, зборувам, во една ваква политичка состојба во каква што се наоѓаме сега? Па моментално и немаме толку страшна политичка состојба. Пострашно е она што ни се случува кога имаме PM10 честички 500, 600, 700. Луѓето не се свесни колку е таа алармантна состојба и вонредна. Таа алармантна состојба треба да предизвика алармантни мерки. Ние во моментов немаме алармантни мерки, имаме бесплатен превоз. Бесплатниот превоз во никој случај не е нешто што одразува алармантна состојба. Кога реално би се покажало колку е алармантната состојба со подрастични мерки, може и самата држава малце поангажирано ќе се вклучува во решавање на проблемот. Од друга страна имавме алармантна ситуација негде месец-два да ние на самиот наша страна да објавуваме слики од она што се случува низ земјата. Постојано добивавме можда преку 100 снимки и фотографии, значи за палење на стрништа, што е законски забрането. Извадивме па можда околу 50 на членови од закони според кои е тоа кривично дело и треба да се казнува, немаше никакви реакции. Потоа се случија пожарите. Може беа намерно подметнати, како што се кажуваше, меѓутоа самата таа неактивност на државата, предпоставам дека беа некако сите насочени во кампањава, доведе до тоа да ситуацијата стане поалармантна. Доколку се вклучија, не мораше само војската и МВР тука во спречување и казнување на тие стрништа, немаше да добие толкав алармантен ефект. Славчо Поповски е со нас веќе. Славчо, добар ден. Добар ден. Циклонов Кристијан никако да си замина. Така е. И дури не испрати на скијање, може така да се каже. Попова шапка затрупана со снег. Така. Да, тоа граѓаните може да го видат и на нашата страница edentava.mk. Фотографиите може да ги погледнат од сутрина. Значи има циклонот Кристијан има создадено значителна снежна покривка поради интензивните снежни врнежи кои ги имавме во текот на изминатата ноќ, а истите ќе продолжат и се до крајот на денов, како и вечерва, со што ќе дојде до понатамошно зголемување на истата, додека пак врнежите од дожд особено ќе бидат застапени во северните, северозападните и во јужните предели од држава, каде локално ќе бидат проследени со појава на грмежи, а исто така да напоменеме дека до крајот на денов, односно до утре изутрина, локално ќе наврне и позначително количество на воден талок и тоа над 23 на метар квадратен. Значи само на исток малце потопла? Па денеска е насекаде, значи посвежо. Ама од утре? Да. Не се искачија температурите, да речеме, повеќе од 15 степени, дури и во најтоплите региони, додека пак во текот од утре па натаму очекуваме максималните дневни температури да бидат нешто повисоки и да се искачуваат во интервалот некаде од 14 до 21 степени. Славчо, кога ќе видиме сонце? Но и понатаму, тоа сака да кажам, и понатаму останува релативно нестабилно, иако ќе имаме сончеви периоди, но сепак, особено во пладневните и попладневните часови, локално се уште ќе има развој на нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи со засилување на ветерот,
а не се исклучува можноста и за ретка појава на град. Што значи дека и понатаму останува релативно нестабилно. Што значи сите временски појави ќе ги имаме? Град, дожд, снег. Само рече дожд, мислам дека земјоделците најмногу се изредуваат на сега кога спомна дека има услови за град. Малку страв, така? Да, но не е нешто застрашувачки. Добро, Славчо. Славчо, веројатно додека трае овој циклон, ќе те гледаме на она редовна временска прогноза. И на едентава.мак. Така, а кога ќе дојде ред за да го најавиме топлото време, повторно си во студиото. Ви благодарам. Јас и Јана овде се одјавуваме, следат вестите со Елена Джугуманова, се враќаме околу 15 и 20 часа.